Почитувани гости, драги пријатели, човекот кој во професија е економист, човекот кој во 3 мандати ја водеше општина Македонска Каменица со минимален буџет. Го повикувам дали се обрати поранешниот градоначелник и член на идниот совет на општина Македонска Каменица, господинот Петро Митевски. Добар ден, мои пријатели. Добар ден, мои сограѓани. После 4 години, после толку многу днес против оваа власт, мило ми што денес земам збор за да ви кажам. За да ви кажам споредба на моите дела и делата на сегашната локална самоуправа. Но пред тоа сакам да ви спомнам. Јас на овие избори немам политички противни. Јас на овие избори имам банда на неблагодарници, криминалци, рекетари, нападници на социјал-демократскиот сојуз. Почитувани мои сограѓани, сакам посебно на помладите да испомнам дека денес во Македонска Каменица начело на таа банда се луѓе кои се навистина криминалци. Тие истите кои плетеа мрежа овие 4 години, правеа сценарија да ме срушат како човек, на некој начин и ми уништат, да во вашите очи постанам човек кој стварно е тоа што тие го мислат. Но денес што стојам тука пред вас, јас можам да ви кажам дека тие се правите оние криминалци кои денес ќе слушате од мене, кои се и што има направено во овие 4 години. Прво ќе го спомнам директорот на УЈП. Дали знаете, почитувани мои сограѓани, дека јас лично го воскреснав, беше заборавен во простор и време. Го ставив директор на Астимо. Но знаете, вие 350 жени останаа без стаж, 350 жени немаа плата. Денес тој покуша да направи собствен бизнис, но знаете дека некадарноста негова не вроди со плод. Поради тоа што го штити интересот на криминалците како се Тони Јакимовски и Дарко Митевски. Денес го ги запослија сите, тој целата фамилија е на буџетот на Република Македонија. Тоа е нивната денешна филозофија на политика. Вториот кој сакам да го спомнам, Тони Јакимовски, најголемиот криминалец и рекетар во Македонска Каменица. Лицето кој овие 4 години ми спремаше секакви сценарија. Човекот кој секој убедуваше дека секој денно утре ќе биде затворен. Јас го спремам Келија и Дризово. Но јас му порачувам, нека таа Келија му порачувам дека Келијата што има направено за мене, ако е добра направена, ќе му се најде. Вие сите добро знаете дека во Македонска Каменица за секоја завршена работа од тој човек има земено реке. Сите оние кои влеговте на малата врата во новата зграда што беше за социјални случаи, сите сте изрекетирани. Сите работување, дали се во Рудник, дали се во општина, дали се во градинка, исто е земено реке. Дали, почитувани мои, тој човек заслужува да биде дел од нашата општина. Сакам да го спомнам сегашниот председател на ВМРО ДПМН, господинот кој ние го примивме во едно време како доктор, човекот кој си има продадена својата дедовина, кој нема корен, дојде да биде тука. Јас лично како градоначелник мој примив сопругата не беше ни жител на општина Каменица. Јас лично со мојот труд и ангажман го направив интернист, затоа што Каменица имаше гинеколошка и рентгенолошка специализација, но 50 пати што бе во Скопје го ги средив работите. Тој истиот денес ги предаде 1700 луѓе кои гласа на претходните локални избори. Па господинот доктор Силјуки зашто го викаат јуда? Па битиски е да бидеш јуда ако имаш продадено 1700 луѓе.
сакам да му кажам едно. Јас комуницирам и со некои од ВМРО ДПМН. Истите тие него сака, таму му се спремаат, после месец дена ќе го сменат, затоа што и таму не трпат предавници. Почитувани мои сограѓани, како шлак на оваа група го ставам лицемерниот градоначалник. Ќе го кажеме дека во бандера ќе удари, а тој ќе надвипе. Мислите кој на некој начин идео замерки со моето раководство од ВМРО ДПМН. Кога бев во ВМРО ДПМН, го примив на работа како педагог, знаејќи дека за 40 години се прима еднаш такво работно лице. Истиот тој ми враќа со најцрно. Истиот тој кој потроши 10 милиони 304 години сака да каже дека е еден од најдобрите и неуспешните градоначалници во Македонија. Но ако направиме споредба за она што го направивме ние во овие 12 години со 3 милиона евра и тој што направи со 10 милиона евра е неспоредливо. Тоа што го кажува и со лицемерие на телевизија, она што го представува неговата програма, она со кое се промовира кај господинот Груевски е прикривањето на средствата кои не знаеме ни ние самите и тој каде отидува. Со 3 милиона евра, јас лично како градоначалник направив толку многу посебни инвестиции, а тој нема направено, колку има потрошено пари, ги нема на земја. Ако направам споредба со патната инфраструктура, имаме направено асфалтна патна инфраструктура над 60 км, случувајќи и улицата во Каменица. Тој пред некој ден го слушам на телевизија, кажува колку тој во историјата на македонска Каменица има направено асфалтни патишта во селата. Направил 10 километри, а јас и сите вие знаете дека само патот до Цера е повеќе од 10 километри. Заговори да спомнам, јавно се заблагодарувам на Магдалата за она што го направи со детонаторот. Почитувани мои сограѓани, денеска сме сведоци на едноголемо лицемерие на оваа власт. Гледате дека нивните собери се луѓе кои на некој начин се уценети. Денес јас ги повикувам младите луѓе. Добро да размислите, слушајте го сето на што го имам кажал денес. Тоа е вистина. Ако не верувате, добро размислете, прашете и ги поставите. Ние денес сме сведоци на трошење на средства кои Господ ни ги дал за тоа што уникот го имаме тука. Средства од концесија со маката на рударите, да ја градиме и ствараме нашата општина, не само за оваа банда, туку за иднината на нашите генерации. Тие со средствата кои располага, а тоа се огромни средства. Ако јас имам 3 милиона буџет за 12 години, тој има 4 милиона евра за година дена. Па направите разлика ви. Ако господинот градоначалник му се дадени тие средства и ги расфрлил како што сака, не ли е срамно да фрлиме 1.300.000 евра за пазар? Да, треба и пазар, но 1.300.000 тоа се средства кои на некој начин не даваат права слика на вистинското живење во Каменица. Ние имаме потреба прво да ги решиме инфраструктурните проблеми. На сите граѓани до секое село, до секоја куќа да направиме асфалтна мрежа. Со тие средства можеше да направи 80 станови да ги издаде на секој заинтересиран за стан. Со тие средства можеше на многу млади луѓе да поднесат програма до својата општина и обезбедат средства со грејс период, да обезбедат приеме нови работници во македонска Каменица. Она што тој го спомнува за индустријската зона, јас ви кажам дека по генерални урбанистички план таа индустријска зона е пред 96 година. Не да се киди со перете на други луѓе. Гледам сега монтира некои монтажи прави на интернет со тоа што дека ќе правил хортикултурно уредување на кео. Па јас се запитувам дали овие дрва и овие садици што ги имаме направено, истиот тој ќе ги сече па повторно ќе сади за да се фали на Груевски дека тој има направено.
Почитувани мои, нема да должам за тоа што времето е кратко. Сакам едно да ви кажам. Лицата кои досега ја водеа Македонска каменица нема кредитет повеќе да ја водат. Градоначалникот кој повторно ќе кажа е најлицемерната личност, нема никакви квалитети за да биде градоначалник. Прво и основно, честноста ја нема ја комуникативноста, нема ја доблеста на човечност. Ние денес, за нас, заедно со мене и мојата советничка група, Сојуз за земјината избравме човек со кој Македонска каменица во наредните 4 години со средствата што ги има донесено, што ги има буџетот, ќе ја направиме комплетно инфраструктурата до секоја куќа. Јас се уверувам и ви стоја на располагање. Ако тоа не се случи во наредните 4 години, после наредните 4 години, никој да не гласа за нас, за тоа што ние знаеме кои се потребите на граѓаните. И ви уверувам, гласајќи за Сојуз за земјината, гласате за нови работни места, гласате